дојдовте во 3D центарот во Скопје, да ја унапредиме стоматологијата, да го направиме животот подобар. Во следните неколку минути на оваа наша заедничка средба ќе зборуваме за дигитално дизајнирање на насмевка. А за тоа ќе ни помогне нашиот денешен гостин, доктор Дарко Стаменковски. Добре ли дојдовте во 3D центарот? Благодарам на поканата. Докторе, ајде за почеток да објасниме што е тоа дигитално дизајнирање на насмевка. Во денешно време не е доволно да се има уста што има биолошки и функционални проблеми. Пациентите сакаат насмевка интегрирана со нивните физички карактеристики, а во исто време со хармонија со нивните социјални аспекти. DSD представува ново лице на стоматологијата. Со децении стоматолозите се обидуваат да ја усогласат формата на зъбите со целото лице врз основа на параметри, како што се полот, возраста на пациентот. Реални резултати не беа видливи. Затоа во денешно време современата стоматологија нуди други алатки, при што веќе можеме да користиме комплетно дигитална стоматологија, со што одиме чекор понапред. Зошто е DSD важно, односно кои се бенефитите? DSD концептот можам да кажам дека содржи три аспекти, односно едуцирање на пациентот за целата терапија, подобра комуникација помеѓу пациентот и стоматологот и подобра комуникација помеѓу стоматологот и зъбниот техничар. Со концептот на DSD пациентот поминува низ неколку фази, односно се прават првично панорамско снимање, 3D снимка, фотографии, видео и интраорално скенирање на зъбите на пациентот. Така. Докторе, може ли да објасниме подетално како се одвива протоколот на дигитално дизајнирање на насмевка, бидејќи верувам дека голем број од гледачите прв пат да се соочуваат со овој тема? Така да. Во постапката на дигитално дизајнирање на насмевката, со направените фотографии и видеа и скенираните зъби на пациентот, се прават одредени анализи. Анализите опфаќаат одредување на средината на медијалната линија, одредување на линијата на насмевка, гингивалната линија, окулузални анализи, интерденталните пропорции на зъбите и пропорционалност на централниот инцизив. Овие се многу битни анализи со што даваме информација на зъбниот техничар како да го дизајнира ваксапот. Откако зъбниот техничар ќе почне со дизајнирање на насмевката, ги користи фотографиите и 3D скенираниот модел од зъбите на пациентот. По направениот ваксап, пациентот го закажуваме за следна посета. Односно, со дизајнираниот ваксап правиме клуч кој го користиме за да направиме мокап во устата на пациентот. Што значи мокап? Врз зъбите на пациентот ја правиме новата насмевка. Со посебни акрилатни маси му ја представуваме на пациентот новата насмевка. Односно, во реално време пациентот може да види како би изгледала неговата нова насмевка. Со тоа што и пациентот и стоматологот можат да се договорат за секакви промени во понатамошната постапка, да се направат корекции пред да се отпочне било каква процедура, без да се оштетуваат или да се повредат неговите природни или вештачки зъби. Доктор Стаменковски, споменавте на почетокот дека долготрајна е борбата на стоматолозите да се постигне идеалната насмевка кај секој пациент, но и откако сега го имаме DSD, колку време ги уживаат македонците благодетите на DSD? Па така можам да кажам дека последните 6-7 години веќе во Македонија се примерува многу често, со тоа што пациентите многу позитивно го прифаќаат начинот на новиот начин на работа. Односно, многу пациенти не се решителни да ги направат новите промени, со тоа што сакаат пред да се отпочне било каква процедура, сакаат да видат како би изгледале. Секако дека многу позитивно реагираат на новата метода, со тоа што скоро сите пациенти се одлучуваат кога ќе ја видат промената пред и потоа без да направат некакви промени на нивните зъби. Да, ќе споделиме со нашите гледачи дека токму овие видеа кои што во позадина се пациенти од Македонија. Точно, и така, можеме да ја забележиме нивната среќна нивниот среќен израз на лицето откако е постигнат ефектот. Пациентите уште кога ќе ја видат ситуацијата направена со мокап,
веќе знаат како би изгледале во иднина и со тоа добиваат поголема сигурност и се решителни да ги направат промените. Морам да ве прашам колку пати се соочувате со ситуација да побараат пациентите холивудска насмевка или насмевка што ќе личи на некој актер? Во денешно модерно време многу често можам да кажам дека секој пациент сака Холивуд смайл, сите сакаат бели, убави заби, но тие заби морат да бидат усогласени со нивниот карактер, нивните емоции и слично. Ви благодарам, докторе, навистина уживав во овој разговор. Благодарам на поканата. Ви благодарам и вам, почитувани, што погледнавте уште еден број на минути за стоматологија. Доколку ви се допаѓаме, следете ги и другите видеа кои што се прикачани на овој YouTube канал и на Facebook страницата ЕДГ. Чувајте се!